Добар ден, гледате Аргумент. Добар ден и за мојот гостин Зоран Димитровски, заменик министер за надворешни и надворешна трговија. Токму она за кое ќе говориме денеска, бомбата која фрли Трамп. Благодарам на поканата. Добро вечер за вашите гледачи. Благодарам што сте тука. Добро, 33% за Македонија од страна на Соединетите Американски држави, процент кој е прилично висок. Практично сме ставени во кој што една Кина со многу помоćни, побогати држави. Од друга страна, Косово, Албанија и Црна Гора имаат само 10%. Има некаква формула, тоа е, еве и денеска економистите се обидуваат да објаснат, но формулата што вели? Нели бевме стратешки партнер на Соединетите Американски држави? Ова беше новото нормално, на кое се радуваше Мицковски. Па не, нема, мислам, предпоставам дека тоа нема никакви допирни точки со политичката соработка помеѓу владата на Соединетите Американски држави, на администрацијата на Трамп и покрај ударот што е зададено. Ова е една пресметка која што, барем според она што се нашите првични некакви сознанија, која што се базира на некои податоци врз основа на извозот и увозот на стоки, односно трговскиот дефицит кој што го има помеѓу Соединетите Американски држави и Македонија. Меѓутоа, тој дефицит не е толку голем. Врз основа на податоците во Светската трговска организација, кои што сме ги доставиле ние и кои што ги доставила Америка, се диаметрално различни податоци. Според нашите податоци, ние имаме дефицит, односно Америка извезува 200 милиони долари во Македонија, ние извезуваме околу 100 милиони, 100 и нешто милиони долари, а според нивниот, фактички според нивните податоци, тие се во дефицит, односно ние повеќе извезуваме за околу... А тие имаат загуба. А тие имаат дефицит. Мислам дека... да објаснам загуба за да разберат. Да. Значи, поентата е тоа дека треба да дојде до навистина, до соочување, да видиме кои податоци се точни. Прво, тоа е важно. Второ, што е значајно, според нас е дека ние сме подготвени, и тоа сме го разговарале до сега и со администрацијата на Трамп, со секретарот за трговија, фактички трейд секретари Лутник, дека Македонија е спремна да склучи договор за слободна трговија со Соединетите Американски држави. Што би значило тоа? Дека тоа значи дека не е воопшто проблем, бидејќи нашата трговска размена е без оглед чии податоци се точни, околу 300 милиони долари. И 1%. 300 милиони долари се нешто над 1% од вкупниот од купната размена помеѓу Македонија и другиот дел од светот, да речеме со Германија имаме размена 45 до 50%, најголема. Да. Ако вкупната размена е околу 19 милиарди долари или евра на Македонија, со Германија е околу 45% од падјат на таа размена. Со други зборови, влијанието на овој удар, директното влијание со царините кои што ги поставува администрацијата на Трамп е навистина минорно во однос на тоа дека е 1,5%. Меѓутоа, нас и тоа не е важно. Не е минорен и сега минорен е во контекст, да. Воопшто не е минорен. Минорен е во смисла на во смисла на сам знаете дека директната царина врз македонските производи. Но ние тоа ќе се обидеме да го промениме и да нема никаква царина помеѓу нашите две стопанства. Односно да склучиме договор за слободна трговија. Добро, Тоа е идејата и сметаме дека многу наскоро тоа може да се случи, се разбира, тоа мора да биде во согласност бидејќи ние сме партнери на Европската унија, со нив имаме договори за слободна трговија, ќе видиме како тоа ќе функционира, дали можеме да ги усогласиме тие договори за слободна трговија што ги имаме и со земјите членки на Европската унија и да видиме како тоа ќе функционира со Соединетите Американски држави, но во секој случај влијанието врз светската економија. Не е само светската и македонската е, но едно подобро е да ве прашам, велите не се точни тие податоци, вашите пресметки и американските. Различни се. Со оглед на тоа што се тврдеше дека оваа власт има блиски односи со Трамп, дека е во периметарот
на Трамп, дека е во првите редови и тие се запоседнати. Како е можно да не се работело на вакви податоци? Значи, она што го видовме од презентацијата на председателот на Соединетите Американски држави и податоците што ги видовме и за некои други земји, видовме дека таму навистина нема воопшто или барем многу малку има некаква дискриминација од политички причини на некои земји или фаворизирање на некои други од политички причини. Тоа едноставно е докажливо на примерот на Израел. Да речеме. Ама чекате, сега за Македонија. Не, само сакам да направам споредба и веднаш ќе се вратам на Македонија. Ако Израел има огромна воена помош од Соединетите Американски држави, исто време има царини од 17%, значи нешто близко со Европската унија, 20%. Тоа значи дека и Израел трпи некакви царини во таа првична Но многу помали од Македонија. Многу помали, сега ве прашувам конкретно. Однос... Ако навистина сте биле блиски, зашто тврдите, требало американската влада, власти, луѓето со кои сте блиски да ги информирате за овие податоци за кои велите дека не се точни. Значи, прво, ние не сме ги имале однапред, се разбира, пресметките американски. И второ... Не сте требале да ги имате, сте разговарале, она што ние го имаме како податок... Знаевте дека ќе има царини. Да, знаевме, меѓутоа, она што ние го имаме како податок, нашите податоци говорат дека ние би требало да имаме, затоа што без оглед на суфицит или дефицит, сите земји имаат 10%. Според нашите податоци, максимум сме требале да имаме 10%. Значи, не сме можеле да го избегнеме тоа, бидејќи администрацијата на Трамп, штитејќи собствената економија, колку е тоа исправно, тие си знаат за нив, се разбира, решила на сите, решила на сите да им стави 10%. И денеска дали зборувавте со некого од американската администрација дека е направена грешка? Апсолутно, ние сме во контакт со американските власти, со Министерството за трговија, односно Департаментот за трговија, и податоците кои што ги ние имаме, ги споредуваме, дека апсолутно се различни. Македонија речиси и да нема земја, освен со некои помаргинални земји каде што има суфицит во трговската размена. Тоа е многу важно да се свати. И многу е чудно дека ние како држава би имале суфицит од, без оглед што е тоа 100 милиони евра или колку и да е, 70-80 милиони евра, значи тој податок не може да биде точен. Ако ја видите трговската размена на што се однесува, нели, ние извезуваме некои, да речеме, автобуси, во голема ставка е во нашиот извоз, натаму извезуваме тутун, од таму извезуваме некои машини за производство, меѓутоа увезуваме, да речеме, и цигари, виски, кои што се со големи акцизи. И факт е дека на одредени производи, кои што ги увезуваме од Соединетите Американски држави, има 65% царина. И сега ќе ги намалите тие царини? Но тоа се многу мал број на производи. Но ќе ги намалите ли тие? Но во разговори со, значи, доколку стапиме во разговори помеѓу министерствата во контекст на... Зошто доколку стапите? Нели имате блиски односи? Не, јас се надевам дека тоа следува, затоа што тоа го договараме. Да стапиме и да направиме, значи, нашата цел е договор за слободна трговија со Соединетите Американски држави, каде што ќе имаме нула царина. Се разбира, тоа ќе треба да го согласиме и со земјите членки на Европската унија, затоа што ние сме сепак во Европа и се надеваме дека тоа нема да ни пречи. Велите дека не сте за... Но поентата е да ја направиме трговската размена на вистина да биде без никакви царини и тарифи кои што ќе го обременуваат тој развој. Да, ваквите Проблемот е што без оглед на тоа, што и да склучиме со Соединетите Американски држави, да се договориме и на договор за слободна трговија, на крај ние ќе имаме влијание доколку царините врз Европа останат, затоа што знаеме автомобилската индустрија. Не ќе имаме удар, нема да имаме влијание. Ќе имаме влијание, мислев на влијание од другата страна врз нас. Тоа сакав. Ајде едно по едно. Да, свесни сте дека ќе има удар врз Македонија, врз македонската економија, односно директно врз граѓаните. Еве, Виенскиот економски институт има предикции, растот дека ќе биде многу послаб и ризиците ќе одат се подолу и подолу. Иако може би за аматерите ова е неважно, некаков 0,4%, но тие може да бидат, не е тоа малку и ќе оди се надоле.
Ударот во технолошко-индустријските зони извезуваат кон фирми мајки, така наречени мајки, кои можеби извезуваат во САД или работат за Во Германија главно извезуваат. И во може ќе бидат автомобилска индустрија. Да, едно по едно ќе одиме. Да. Може да бидат изложени кон американскиот пазар. Овие мајки фирми за кои говорам. Тоа се Така. Да, јас ќе ги набројам сите и вие едно по едно ќе ми кажете кои ќе бидат вашите мерки. Последиците, повисоки цени. Ова се предикции, односно анализи, не предикции, анализи на најдобрите економски стручњаци во државава. Еден од нив, веќе кажав, од Виенскиот економски институт Бранемир Јовановиќ. Повисоки цени, помало производство, помалку работни места, еве и Германија ја спомнавте. Кои се мерките кои Македонија ќе ги преземе? Значи, првата да ги заштити граѓаните. Да, првата и основна мерка што ја кажав во однос на нашата трговска размена со Соединетите американски држави, која што е мала. Слободната трговија. Рековме ќе се обидеме да направиме, односно имаме веќе официјални некакви назнаки дека можеме да пристапиме кон склучување на таков договор. Тоа е првата. Но ова што е второто, посредниот удар, кој што е индиректен, но сепак е сериозен. Мора да кажеме дека уште пред неколку месеци ние веќе имавме удар врз тој дел од нашата индустрија, затоа што во слободните економски зони главно ни се базира значи вложувањето, односно индустријата работи за германската автомобилска индустрија. Се намалија работни места. Се намалија работни места, потребата од значи нашите производи за германската автомобилска индустрија поради затворањето на дел од погони на Volkswagen, спуштање на работници, што е логично. Тоа беше првиот удар од кинеската автомобилска индустрија врз Европа. Ова ќе биде дополнителен удар од американската индустрија. Да, ова е честно практично да се каже на граѓаните. Зашто абсолютно. Таа еуфорија за која се говори дека сме стратешки партнери, најблиски на Соединетите американски држави, вродија со ваков плод. Почесно е да се каже она што вие го кажувате, ќе има удар. Не, апсолутно ќе има удар, меѓутоа мора да се каже и нешто друго, дека истовремено тоа е можност да ги насочиме нашите договарањата, она што се договори за нашите натамошни инвестиции или привлекување на странски инвестиции, како во слободните индустријски зони, кои што се нели со помали даночни стапки и со бенефити, бидејќи не сме членка на Европската унија, дека да ги насочиме кон индустрии кои што не се зависни од извозот на европската индустрија во Соединетите американски држави. Самата европска индустрија, европска економија и Европската унија, ако сакате, бара нови пазари во моментов. Бара нови пазари на Блискиот Исток, во Азија, во Јужна Америка, во Мексико, во Африка. Што може Македонија да понуди? Македонија има многу можности. Најголемата можност, и вие сте свесни за тоа, е корупцијата. И заради тоа инвеститорите не доаѓаат. Свесни сте за тоа. Тоа е сосема различно прашање, кое што исто така од клучна важност. А борба против корупција не гледаме. Јас се надевам дека еве денеска имавме и една средба помеѓу премиерот и лидерот на опозицијата, каде што се обидуваат да се договорат за некои клучни правци на развојот на Македонија. Тоа ништо не се разбра од соопштението. Добро, на почеток е тоа затоа што се формираат работни групи кои што треба да расправаат, нели, за да имаме консензус по некои клучни национални прашања. Кои се клучни национални прашања? Сега не зборувам за некои. Само немојте ве молам за бугарскиот спор. Не зборувам за тоа. Може ли да се говори за еднаш? Не, зборуваме за економија, зборуваме во моментов. Значи клучни прашања за развојот на нашата економија се борба против корупција, организиран криминал и правна држава. Вие барем со децении сте го говорели. Ама ако имаме политичка волја на опозицијата и на власта, тоа е можно да се реализира. Треба да имаме само политичка волја. До сега имавме од двете страни конфронтација, дека едните крадат, ги ставаат само другите во затвор кога ќе дојдат на власт, а ако сега добиеме на вистина некаков консензус дека ќе пуштиме обвинителството и органите на прогонот да си ја завршат работата. Низ деценииве имате и како новинар пишувано и свесни сте. Се согласувам. Ајде околу Франција. Очекува, знаете што борбата против корупција, но за Македонија е многу важно и околу ударот. Еве, очекува пат на извоз на вино, алкохолни пијалоци за најмалку 20% на пример. Знаеме за сите земји од прилика што да очекуваат. Какви удари врз економијата и граѓаните.
Кажете прецизно за Македонија. Па не, видете, ние ги лоциравме овие слободни индустријски зони, дека таму може да се очекува некаков удар врз автомобилската индустрија. Веќе ги знаеме во контекст на она што повисоки цени очекувате ли тоа за економистите велат дека очекуваат? Повисоки цени тоа се само посредни. Видете, клучните производи што ние на домашниот пазар, да речеме, во однос на храната, да речеме. Тоа е потрошувачката кошничка, која земете, сега се прави нова потрошувачка кошничка од Министерството за економија, која што треба реално да ги одрази параметрите, се главно концентрирани на домашни потреби, нели, на храна, хигиенски производи и така натаму. Ние имаме дел странски производи кои што се во тој дел на хигиенски производи. Цените се огромни. Цените се и онака високи. Да не се лажеме. Сега целиот свет очекува. Да не се лажеме. Еве ви, повисоки цени, помало производство, помалку работни места, целиот свет ова го очекува. Апсолутно. Ние не можеме да бидеме изолирани од светот и да не трпиме последици. Тоа сакам да кажете. Но можам да кажам дека владата има економска политика и има пред се кај нас е клучот. Многу средства ни се одлева досега во таа корупција, условно речено, мислам на секое ниво, и дека многу средства се одлева. Многу средства од буџетот ни се одлеваа на корупција. Многу се крадеше. Да, многу се крадеше. И ако ние успееме тоа да го намалиме барем за половина, ние ќе имаме дополнителни 500 милиони, можеби милиарда евра во буџетот, и јас се надевам дека во наредниот период дека тоа сериозно ќе се одрази, бидејќи нашиот буџет се зголемува секоја година. Кој ќе ви верува после Кочанската трагедија, една година скоро е власт ВМРО ДПМН, уапсени се поранешни функционери, но не и сегашни. Има и сегашни функционери. Да, градоначалникот само. Еве економистите што велат, удар кон автоиндустријата и текстилот ќе бидат најголеми. Последици врз инвестиции, инфлација, флати, работни места и економска. Да, текстилот се споменува како бидејќи извезуваме облека и за Соединените Американски држави, меѓутоа и во други региони, Штипскиот дел, Штипски Манчестер и така натаму. Да. Ние не е само Америка во прашање, не е само Америка. Не е само Америка. Знаете, ние нашата интенција е да се инвестира и она што се договори за инвестира, бидејќи претходно кога зборувавме за Соединените Американски држави, ние не само што со администрацијата на Трамп имаме политички добри односи. Идејата е да добиеме и инвестиции во блокчейн технологија, во многу други области кои што се надеваме дека ќе ги привлечеме тие инвестиции, кои што не се зависни од извозот, да речеме, во Соединените Американски држави или се во технологии кои што не подлежат на таков тип на царини и се на некој начин конкурентни, IT технологии и така натаму. Со други зборови, нашите инвестиции до сегашни во некакво производство, да речеме, на текстил, кои што се лон производство на текстил, па работите за големите компании во светот. Очигледно ќе стануваат се помалку атрактивни. Промената треба да се направи во филозофијата воопшто на инвестирање. И таа во моментов, не само што во моментов се прави, туку со месеци веќе преговара оваа влада за инвестиции во таков тип на области. Да речеме, енергетиката. И IT, блокчейн технологијата, меѓутоа енергетиката. И што досега додека преговарат, има ли некакви успеси? Има апсолутно, веќе се во тек разговори, нели? Не за разговори, има ли успех, некаков резултат? Зашто видовме Србија и Албанија веќе потпишаа. Известна е инвестицијата германска од некои 300-400 милиони евра во како се вика во енергетиката. Не за Америка мислев. За Соединетите Американски држави. Тие не можам се разбера јас да ги откривам, има за тоа сепак луѓе кои што се на повисоки позиции во владата, за кои што ќе зборуваат за тоа во наредниот период, каде што ќе станат известни тие инвестиции и американски во Македонија. Ќе потпишеме ли онака како што Србија и Албанија потпишаа за инвестирање? Јас мислам дека да. Јас мислам дека да бидеме прецизни. Јас мислам дека да и дека во наредниот период се разбира ова е тарифите или царинската војна во светот е лоша вест за сите држави. Дури има аналитичари во Америка кои што велат дека тоа нема добро да се одрази во првиот период, ниту за Соединетите Американски држави. Но се надеваме дека веднаш потоа, не само ние, има аналитичари светски кои што говорат за тоа,
дека економијата на некој начин ќе го достигне својот баланс во смисла на тоа дека таа трговска размена наоѓајќи нови пазари. Не знам кои се тие аналитичари, целиот свет е во шок и предупредува дека трговската војна сега почнува. Трговската војна почнува, меѓутоа прво, ако се има предвид она што како реагира администрацијата на Трамп, не се некои тарифи и царини дадени еднаш за секогаш, дека тие се средства некогаш за преговори. Така што ние видовме со Мексико и со Канада Зошто не е консистентен тогаш Трамп во овие одлуки? Затоа што очигледно е денеска вели едно, очигледно ги користи како алатка за преговори во кои што гледа најдоброто за Соединетите Американски држави. Што ќе биде најдобро за Македонија и за Соединетите Американски држави? За Македонија ќе биде најдобро да останат Соединетите Американски држави стратешки партнер, прво од геополитички и од, ако сакате, од воено-безбедносен аспект. Нивното присуство и во регионот. Не гледам дека не заштитија. Гледате ли дека не заштитија? Ја мислам дека Соединетите Американски држави се нашите најголеми заштитници во целиот овој период. Не, со царините ве прашувам. Со царините мислам дека во овој период политички и економски биле важни за Македонија многу. Мислам дека ќе бидеме наскоро сведоци дека Македонија нема да има директна голема штета од трговската размена со Соединетите Американски држави. Но ќе има штета она што е кон Европа, зашто говоревме? Она кон што е Европа, ние сме дел од Европа и се разбира дека ги сносиме сите последици кои што ќе ги сноси Европа, но се надеваме. Но ние сме најсиромашната држава во Европа, така да не можеме да бидеме еднакви како ние сме најсиромашната, меѓутоа и влијанието, односно ударот врз Македонија сепак е најмал, затоа што врз мала економија е помал секогаш ударот. Да. Но дури најмалиот удар врз сиромашна земја е огромен, и знаете сам. Значаен е. Не треба да се релативизира. Не треба да го релативизираме, не треба да го игнорираме, но пак ќе зависи од нашата умешност, јас повторно велам, и од нашите политички елити, за да направиме договори, прво пред се да се договориме да имаме навистина општество во кое што ќе владеат правото и правдата. Нашата умешност, велите, колку луѓе работат во Американската амбасада во Вашингтон, која сме веќе кај умешноста на дипломатијата? Знаете, тоа беше проблем изминатиот период, дека ние кај стратешкиот партнер буквално имавме двајца луѓе во амбасадата. Тоа ли е стратешки партнерство? Тоа не е стратешко партнерство и ние инсистираме и за многу брзо ќе бидат испратени повеќе дипломати. 8 месеци помина од власта за стрека имаме многу добра комуникација со Соединетите Американски држави. Комуникацијата не е најдобра. Во смисла на највисоко ниво. Податоците кои се грешни. Вие сте делумно во право. Делумно сте во право, меѓутоа на крајот се бројат резултатите. Делата. Добро. Мислам дека ќе имаме добар резултат. Да, добро. Макрон, францускиот претседател, имаше средба со водечките фигури во секторите, кои најмногу ќе бидат на удар. Ги нарече брутални и неосновани овие царини. Имавте ли вие средби со секторот? Со сите сектори кои ќе бидат погодени. Мислите во Македонија? Да, се разбира. Значи постои комуникација помеѓу владата и коморите. Постојано денеска имаше средба. Денеска и министерот за економија, министерот за надворешни работи не е присутен денеска во државата, меѓутоа и јас и тој телефонски има контакти со луѓе надлежни од коморите кои што изнесуваат податоци, се прават анализи, ние денес во Министерството правевме анализи, што точно значи тоа за македонската економија. Добра, вашите средби со луѓето се загрижени, кои се тие луѓе? Луѓето кои што се водачи на дел од тие економии, и од слободните економски зони, и тие што ги водат, и од различни индустрии, од коморите и така натаму, се загрижени и прашуваат дали владата нешто презема. Нашите пораки се во тој аспект и правец, во смисла на не е идејата да ги смируваме заради тоа што сметаме дека во овој хаос ние имаме некакво чаробно, односно волшебно стапче дека ќе ги смириме, туку затоа што сметаме дека водиме политики кои што навистина ќе придонесат во тој правец. Се разбира, вие во економијата ги сносите и ризиците таму каде што инвестирате и така натаму. Овде се повеќе странски компании во прашање во слободните економски зони. Тука нашиот
нашата загуба евентуална би била нели во бруто домашниот производ, кој што е многу значаен за државата, од друга страна евентуално во некои работни места во тие слободни индустријски зони, инаку капиталот знаете дека тој тие го пренесуваат голем дел од капиталот надвор. Добро, земјите членки на ЕУ веќе работат на контрамерки. Да. Кои се контрамерките на македонската влада? Па не, реков, ние немаме намера да се пресметуваме, затоа што ние сме свесни дека постојат одредени тарифи кои што се навистина високи од американскиот увоз во Македонија, иако сметаме дека не Зошто за овие 8 месеци тоа не го решивте? Да ги намалите тие царини? Затоа што не било таа страна забелешка оставена на тоа. Чекајте сега, знаевте дека ќе бидат наметнати царини, целиот свет со месеци говори за тоа, Трамп говори за тоа. Апсолутно. Вашето прашање е умесно во смисла зашто не сме ги антиципирале тие царини, но ви велам кој да знае дека се 65%. Проблемот е во погрешните податоци за кои што ние сметаме дека имаме сметководство кое што правилно ги пресметало и треба да го споредиме со американското да видиме каде сме. Мислите дека лошо сметководство? Па мислам дека не е веројатно дека ние имаме суфицит со Соединетите американски држави во трговската размена. Да. Мислам тоа е навистина неверојатно. Добро. Се сеќавате дека Македонија застана зад американската резолуција за Украина? Не се сеќавам, туку бевме учесници во тоа. Кај што се бараше крај на војната, кај што се бараше брз крај на војната, се извинувам, многу е важно да се каже брз крај на војната. Ние сметаме дека требаше... Не се потенцираше дека е Русија агресор, територијалниот интегритет и суверенитетот на Украина не беа исто така. Да, ние постојано повторуваме дека територијалниот интегритет и суверенитет на државите после Втората светска војна треба да остане онака како што се исцртани границите, дека тоа е клучот. Тогаш зашто ја застанавте за таа резолуција? Ако одиме далеку во историјата, Македонија исто на 1/3 од својата територија има само држава, ако ја земете целата територија на Македонија, така што губела и Македонија територии историски, но сметаме дека мирот воспоставен после Втората светска војна е многу важен, да не се менуваат граници. Држава, не знам како се губеле без оглед територијата и етничкиот состав на населението и Македонската револуционерна организација имала намера да ја ослободи целата територија. Добро, да. И во рамките на Турската империја сме биле некаква автономија. Односно сме се бореле за автономија, некои за автономија и така натаму. Добро, но според ова зошто би во однос на Украина, гласале за ваква резолуција? Во однос на Украина, сметам дека ние сметавме дека треба да му се даде шанса на мирот. Па и европската, односно украинската резолуција беше за шанса за мирот, но не беше за брз крај на војната. Па знаете, брз и бавен крај на војната, тоа се нијанси и така натаму. Да, мирот не може да се воспостави преку ноќ. Па не може. Не може да се воспостави за 24 часа без оглед на политичките изјави и така натаму. Но треба да му се даде шанса на мирот. Милитаризацијата на и агресорот на Русија да ја дефинирате како агресор. Исто така во резолуцијата ние ја дефинираме Русија како агресор. Македонија, да. Македонија ја дефинира Русија како агресор од самиот почеток. Резолуцијата, идејата на американската резолуција е да даде можност на некој начин за договор меѓу двете страни, и од тие причини има поблак јазик. Јас барем така ја разбирам. Инаку дека ние стоиме 100% за Европската унија во контекст на надворешната политика и безбедносната политика и во однос на Украина, пакети за санкции кон Русија и така. Им завртавме грб со резолуцијата. Ги поддржуваме санкциите кон Русија до денешен ден. Резолуцијата говорам. Резолуцијата и добивме 33% царини на крајот Америка. Да, можете така да го поставувате тоа прашање како ако веќе политички, политичка поддршка сме дале, но сме добиле економски удар, нема логика. Значи Македонија нема да трпи директно од последиците на овие царини од Северноамерикански држави, затоа што сметам дека ќе договори различна ова. И натаму ќе има стратешко партнерство со Соединетите американски држави, останува натаму кандидат за членство во Европската унија и ќе се обединува околу надворешната политика и безбедносната политика на Европската унија, и сметаме дека Соединетите американски држави и Европската унија на некој начин сепак ќе имаат некаков договор кој што на крајот без Европската унија не може да функционира за мир во Украина. Да. Благодарам што бевте гостин. Благодарам и на вас. Благодарам што не гледавте, пријатно.